Па еве, мислам дека имаме еден добар и позитивен резултат. Доволно сме искусни, имаме одиграно многу вакви надпревари. 5 голови разлика е сосема голема залиха. Значи да се ставиме во позиција на Австрија и да треба да бркаме 5 голови разлика против било која екипа нема да биде воопшто лесно. Ги користиме и последните денови за максимална подготовка, ги изанализиравме сите ситуации каде што грешевме и каде што имавме добри ситуации. Мислиме дека сме доволно спремни. Утре заминуваме за Австрија во Виена, ќе имаме доволно време да се прилагодиме на Австрија и на Виена. Имаме информации дека ќе има наши навивачи кои живеат во Австрија и во Италија, кои ќе дојдат да не бодрат, што ни дава за право да веруваме уште повеќе во нас, и јас се надевам дека со една добра партија, со една паметна партија, не треба да подлекнуваме на нивните провокации, тие проба и овде во Скопје да не испровоцираат. Како што реков, искусни сме и ќе дадеме све од себе да, по не знам кој пат Македонија се пласира на светското првенство и да израдуваме уште еднаш македонската јавност. Лазаров, во изминативе 2-3 дена австриците во изјави кажуваат дека ќе направат пеколна атмосфера, дека влогот за нив е голем, нели и за Македонија е голем, и дека ќе направат све за да го победат и направат повеќе од 5 голови. Ќе успеете на тој притисок да издржите? Па видете, како што реков, имаме ја одиграно многу такви надпревари, сме имали и ние пековни атмосфери овде во Македонија во минатото, па не сме успевале да победиме подобри репрезентации. Така да ние најважно е да си ја знаеме нашата работа, да го спроведеме она што се договараме овие 4-5 дена. Тие се квалитетна репрезентација, имаме респект према нив, затоа што имаат играчи кои што играат во големи клубови во Бундеслигата, имаат играчи кои што имаат искуство, имаат натурализирани играчи, црногорци, срби, бразилци. Да не забораваме дека се диштето на Европската ракометна федерација е во Виена, но меѓутоа ние нема да бараме никакви алиби. Дадовме една добра партија, жалиме за пропуштеното, можеме да добиеме со гол повеќе, но ни една гол разлика, гол диференција не е доволна за да имаме мирен реваш. Значи ние уште пред надпреварот овде во Скопје се договоривме без разлика што и да се случи, па дури и да изгубиме, сме спремни тамо да отидеме и да го добиеме надпревар. Со едни мисли во главите. Значи не одиме да браниме 5 гола разлика, одиме да победиме во Австрија. Духовите се смирија во репутација, имаш информација дека има некакви недоразбирања? Недоразбирања, видете, ова е долга и напорна сезона и како и вие исто работите на таква работа, нашите живци се при крај, значи ова е последен надпревар, после тоа не очекува одмор. Најважно е што ние победуваме и само победуваме. И кога губиме, се сеќавате на Европското првенство, губиме со по еден гол разлика максимално на олимписките квалификации во Гетево не се посработиме, изгубивме еден гол од Унгарија, една голема Унгарија, од домаќинот се боревме до крај. Така да ја воопшто не се сомнувам во моите колеги, напротив, една таква напната атмосфера со нашиот менталитет кој имаме, јас мислам дека доведува до уште подобар квалитет, односно секој си презима одговорност на себе као поединка да го даде максимумот од него и она што е договорено да го спроведе на теренот.